Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Ова видео темата ќе биде верувај во себе. Да разјасниме некои работи и да ги протолкуваме на вистинскиот начин. Прво што сакам да кажам е дека неверувањето во себе е на некој начин верување. Сега ќе си го поставите прашањето, па како неверување? Па така, малку логика треба употребите. Има вие кои што не верувате во себе, велите дека не можете да го успеете тоа, не може да ги постигнете вашите обврски или задачи, не може да имате тело до лето, пред да започне летото за на плажа да се шетате. И се тоа што го зборите, не верувате во ова, не верувате во она, односно е спротивното. Верувате дека нема да успеете, верувате дека нема да постигнете таква градба физичка, која што ќе ви помогне малку да се покажете на таа плажа, да изгледате малку позгодно. Затоа на некој начин може да се протолкува дека неверувањето е верување. Второ што сакам да кажам е дека најдете некој начин или променете пристапот кон вас, кон себе си, треба да се соочите. Зашто? Затоа што ако не се соочите со себе, не можете едноставно да ги решавате проблемите кои што ви наминуваат. Да најдете решение на вашите проблеми, вие мора да се соочите со себе. Направете го тоа соочување со сема сами. И запрашајте се, зашто воопшто не ви иде се под рака, си се прогнувате себе си дека вие ваква би била судбината. Тоа сосема не е точно. Поставете си ги прашањата што сакате да бидете во иднина, за колку време, во колку период тоа може да го завршите, па може пократок да биде. Правете си една визуализација која што ќе ви помогне да си расчистите што сакате да бидете во иднина, што сте во сегашноста и кои превентивни мерки, односно кои превентивни мерки ќе ги направите за да не дојде до пропаѓање, односно уназадување од она што сте сега ментално, и кои мерки ќе ги земете за развиток како личност и надоградување за да може да го имате се она кое што сте го направиле на план што ќе бидете во иднината. Трето што сакам да кажам е дека секогаш имајте слепа вера. Што значи тоа? Велите дека ќе купите Audi A7, не знам, некоја нова марка на Audi, нова генерација, односно. И сакате тоа да го имате за што пократок период, 3, 4, 5 години, една година, еден месец. Па вие треба да имате слепа верба дека тоа ќе се случи, меѓутоа и да најдете начини како да си го овозможите тоа, значи да го најдете вистинскиот пат кој што ќе ви овозможи такво задоволство, таков луксус. Значи секогаш имате слепа верба, без разлика дали тоа ќе се случи во иднина или пак нема да се случи. Меѓутоа вие ако сте истрајни, трпеливи и упорни, вие секогаш ќе го добиете она што сте го замислиле и секогаш ќе го имате она што ќе го кажете за во вашата иднина. Односно, иднината ќе ви стане сегашност. И тоа беше тоа за ова видео. Се надевам дека ви се допадна. Ова беа само 3 начини на кои што можам да ви доближам што е тоа верувај во себе, односно верувањето во себе. Доколку ви се допадна, ставите лайк, доколку не subscribe, коментирајте што понатаму да снимам, дайте некакви идеи, дали ви се допаѓаат вакви видеа. Има уште неколку, мислам дека имам добри 2 видеа, како да останете мотивирани и зашто луѓето се откажуваат, меѓутоа се напишани со англиски назив. Може да ги пронајдете во мојот канал, односно на мојот YouTube канал. А ние се гледаме во следно видео. До тогаш, поздрав!